Велешката болница континуирано работи на подобрување на условите за пациентите и квалитетот на здравствените услуги што ги добиваат. Ова е ставот на директорот на здравствената установа, кој ги представи вложувањата и постигнувањата во изминатата 2016 година. Персоналот на Велешката болница денеска го одбележува Светскиот ден на здравјето 7 април. Во изминатиот период изврши реконструкција на голем дел од одделенијата, а објектот доби и нова термофасада. Значи комплетно се реновира очно и ушно одделение, гинеколошкото одделение и интерното одделение каде што се направија простори за интензивен надзор и третман на пациентите. Комплетно се реновира санитарните чворови во така наречениот С-тракт и комплетно се заменија прозорците и вратите на болницата и се постави термоизолациона фасада и термоизолационен покрив на болницата. Во два наврати Велешката болница се најде помеѓу 5 најуспешни општи болници во земјава. Во моментов тимови од болницата работат на добивањето акредитација на здравствената установа која потврдува дека се работи според стандарди и медицина заснована на докази. Доколку комисијата за проценување утврди дека се исполнети условите, Велешката болница ќе биде првата општа болница во земјава која ќе биде акредитирана. Според статистиката, минатата година просечно 518 пациенти во текот на еден ден имале потреба од лекарска помош во болницата. Успеваме сега за сега, меѓутоа многу тешко заради тоа што ни е потребен персонал. Кажавме дека вработивме за овој неколку години уназад за 35 доктори, 22 сестри, меѓутоа ни требаат уште здравствен персонал да примиме тоа најмногу медицински сестри, болничари и така натаму, за да можеме да ги задоволиме потребите на граѓаните. И оваа година Светскиот ден на здравјето иницира здравствена тема што ги поврзува луѓето од целиот свет. Годинава кампањата е посветена на депресијата со темата Депресија, ајде да зборуваме. Депресијата влијае на луѓето од сите возрасти, во сите сфери на животот, во сите земји. Бројот на луѓе со депресија континуирано се зголемува, а во најлош случај депресијата може да доведе до самоубиство. Пациентите страдаат од намалена енергија, промена на апетитот, спијат повеќе или помалку од вообичаено, нерешителност, немир, чувство на безвредност, вина, безнадежност. Размислуваат да си наштетат себе си или да се самоубијат. На секои 40 секунди некаде во светот умира човек од самоубиство. Промените во животот што доаѓаат од старењето може да доведат до депресија. Оваа година по добивањето на главниот проект од Министерството за здравство ќе започне предвидената реконструкција на инфективното одделение. Традиционално признанија денеска добија здравствените работници кои дополнително ја покажале својата хуманост и дарувале крв, а на оние кои го завршија работниот век колегите им посакаа убави пензионерски денови.